večer, slobodni građani na Kriva Palanka. Dobro večer, šareni revolucioneri. Moram da ve pozdravim i da mi odam čest zato što je gordost da se vide s vas ovdje delovi na ulicite u Kriva Palanka. Kako što teče protestite od den na den, ne imaše sve poveće i poveće. Će započeti ova bitka hrabro, gordo, dostojinstveno. Така и ќе продолжиме. Благодарение на сите вас, на оние кои што преместираат ширум Македонија, овие денови, диктаторот Никола Груевски е на колена и бара спас за неговите злодела. Ќе подсетам што се само се обиде да направи за да ја спаси сопствената кожа. Инициираше воен конфликт минатата година во Куманово. После тоа бетонираше избори во два наврати, на 24 април и на 5 јуни, но за жал не му успеа. Кога виде дека нема спаси од тоа, се обиде да направи уставни измени. И сега на крај, заедно со овој фикусот од вода, на кој што не сакам да му го спомнам името, дојде до оваа срамна аболиција. Фикусот годно велеше кога се носеше законот за таа срамна аболиција. Секој кој што се огрижил пред законот, ќе одговара. За возврат на тоа, како што секогаш одржа зборот, како што и самите знаете, како да се наоѓа на Бит пазар или на Зелено пазарче, топтан во еден потек помилува 56 и без тоа да му трекне ни око, а некој оди по 10 до 15 пати. Па ајде тука од Крива Паланка да му порачаме на тој фикус дека такви председатели не ни требаат. Нашата милост, Ѓорѓе, ниту си ја имал, ниту ќе ја имаш. Затоа нашата порака од Крива Паланка за тебе е само едно. Оставка! 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 И како што течеа протестите, од ден на ден не имаше се повеќе и повеќе. Со тоа паралелно растеше нервозата кај нашите противници, затоа што беа свесни за стемните затворски простории и за даните кои што ги очекуваат за криминалот кој што го направија. Овие денови, кој слушам, министерот Шапков ќе повикал ни повеќе ни помалку 5000 луѓе на информативни разговори. Нито има да не изплашиш. Толку повеќе притисоци, закани, казни, инспектори, толку повеќе не има и ќе не има и на улиците во Крива Паланка и ширум Македонија. И уште една друга порака Чавков. И уште една друга порака Чавков. Ниту си птица преселница, ниту си гулаб на мирот. Ако сакаш да ги спириш овие шарини револуционери, први и чисти си го твојот двор од твоите криминалци. Ако не даеш бој се, за Крива Паланка ние ќе не пратиме список. Почти први од оние со фалсификатни клони, па оние што учествуваа во пирамидалните думници и оние што правеа криминал на своите работни места. Потоа сврти се во другите министерства и дојде до врхушката на ВМРО. Таму се истинските криминалци, а не овие чести граѓани на Крива Паланка и ширум Македонија. Почитувани соборци, почитувани сограѓани, не нарекуваат хулигани и секташи. Па ајде сега јас ти да ги прашам, што се убиците на Мартин Вешковски? Што се убиците на малата Тамара? Која е вистината за Никола Младенов? Која е вистината за Смилковско езеро?
Која е вистината за политичките затвореници? И еве на крај, ако сакате, која е вистината за смртта на нашата сограѓанка Просира Цековска? Ако сме ние хулигани и сектоши, тогаш вие сте халибали. Ако со нашата боја предизвикавте насмевка и озарени лица кај многу граѓани из Македонија, вие со вашите срамни дела расплакавте многу македонски семејства, расплакавте многу мајки, завивте многу семејства во црнило. И за такви дела ниту има да ве продуцираме, ниту има некоја да ни простиме гревовите. Почитувани соборци, мора да признаеме дека живееме во темен период во кој што поминува нашата држава Македонија. Во режија на ВМРО ДПМН и по сценарио на селскиот метод на Ландовскот, овие денови Уставот и законите уште една се погазени и претворени во правен пешкир за бришење на нивните крвави раце од криминал. Токму ова не обедини и не изведе на улиците ширум Македонија. Нема да ви дозволиме со закон да се заскриете за вашиот криминал. Нема да ви дозволиме на ваков срамен начин да го легализирате вашето право да крадете од сиромашните, од сите нас. Нема да ви дозволиме и правото на слобода на никој не е поголемо од правото на слобода на друг. Како тоа презумцијата на невиност важи за едни, а не важи за други. Почитувани сограѓани, овие денови определени лотовни моќници одат од човек на човек и прашуваат да ни вратат тоа што ни украле. Па како не ги е срам? Како не ги е срам? Еве од тука сите заедно со вас ќе им порачаме. Ние украдавте слободата и душевниот мир. Ни го украдавте честа и достоинството. Ни го извалкавте образот. Ни го украдавте младите и ги пратите по бел свет. Заре тоа не е доволно, заре треба уште да ви кажеме. Ние украдавте историјата, ние узурпирате сегашноста, ни го пропастивте идејата. Упропастите идеали. И да не треба уште да ви кажеме. Но покрај душевното и духовното, вие крадете и материјално. Да не треба да ја подсетиме за 500.000 евра провизија од опремата за прислушување. За 600.000 евра за усуствиот Мерцедес на вашиот гошт. За 250 милиони евра провизија од жолците. За 650 милиона евра фрлени на споменици, кич и барокни фасади. Да, ни украдовте се што имате, ама заборавите дека ни украдовте едно нешто. Посечувате овој чисто образ, гордо крината глава, храбро срце и достоинство. Тоа се работите за која што се добива секоја битка, па и оваа против вас, опитните криминалци во оваа држава. Затоа, горди мои сограѓани, горди кривополанчани, бидете убедени дека сте на вистинската страна, на онаа победничката, на онаа која пишува историја. Да ми бидете живи и здрави, да живее жарената револуција, да живее Република Македонија. Нема правда!